Видам искрен, Бети, мислам дека сум го искоментирал некаде дава. Не, на место е прашање. На место е на прашање. Но за жал, во таа влада СДСМ го изгуби целиот свој идентитет и мора да признаеме дека Дуи беше столбот на таа влада. Дуи беше носителот и на политиките, и на одлуките, и на иницијативноста и така натаму. СДСМ во тој состав на влада беше представена на едно прилично пониско ниво, но пасивно ниво и не учествува, значи едноставно СДСМ се обидуваше да остане што е можно подолго на власт, што беше на крај штетно за самата партија, но тоа е нивна одлука. Од тој аспект Дуи беше представен од многу посериозни политичари, многу поискусни политичари, ако сакате и многу паметни политичари во тој момент. Зборам од позиција како пресек, не зборам за што се залагале, они туку зборам како искусни луѓе. Од тој аспект Дуи мораше да биде свесна дека подигрувањето со слабиот македонски партнер еден ден ќе ја чини поскапо. Што дојде како дали можеби во тие моменти не требаше строго, знаете... господине Реджепиев, сега исправете ме вие, ако јас зборувам, не ме интересира што мислат политичарите, не ме интересира што мислат СДСМ или ВМРО да помене. Јас сега зборувам во името на македонскиот народ. Мислам дека сите се лутат на Дуи, но да, и факт е така, како што вели господин Димовски, меѓутоа, дали ова конечно нас треба да ни биде сигнал дека во Македонија мора со консензус да се одвиваат сите работи. Ако тогаш ВМРО да помени, и поголемиот дел од македонскиот народ, и тогаш имаше и анкети, се против тоа, зошто мораше по секоја цена да се оди? Прво, апсолутно не е точно дека дека има голем Дуи... отпор, тоа сакам да кажам кај македонците. Прво, мислам, констатацијата е погрешна. Апсолутно не е точно дека Дуи беше спонзорот на целиот тој процес. Не го велам јас тоа. Да се инсистираше на консензус со сите. Тоа велам. Ама да, се согласувам, кој вели не. Да, па тоа ми беше. И секогаш не било зашто во тој случај не се случи тоа? Ама секогаш не било такво барање дека ова треба да биде консензуална демократија во државата. Апсолутно добро, ама се случи. Но многу погрешно се дава во јавноста дека Дуи беше покровителот на целиот тој процес. Тоа беше целата Европска унија. Беше САД вклучена, беа сите наши партнери оти видоа дека нема никогаш да се реши ако се остави. И што се реши? Еве помина толку години ништо не се реши. Како не се реши, станавме земја на НАТО. За НАТО, господин Реджепи, ќе ве потсетам и на една изјава на Ципрас во Солун на некоја конференција во присуство на Заев. Јас да бев на негово место, ќе пропаднев тука во земја. Ципрас кажа, ако ние него подпишевме преспанскиот договор за 6 месеци без промена на името на државата, ќе моравме да ставиме, да гласаме да стане земјата членка на НАТО. Лично кажа премиерот на Грција. Како ви кажам, постојат снимки, сме ги гледали по социјални мрежи, по телевизија. Дека тој со своја внатрешна употреба. Не можам да го коментирам тоа што не било јавно. НАТО имаше свој интерес. Веројатно некој ги претпоставувал работите кои што ќе се случуваат во Украина и така натака и веројатно геостратешки НАТО, исто како што смета сега што Србија не е членка на НАТО, Босна не е членка на НАТО, позадински има отворен простор. Ако ги прашате НАТО дали утре сакаат членки да стане Србија и Босна, веднаш ќе станат Србија и Босна членки. Дај вака, мислам наједноставно да го анализираме ова. Кој има интерес, кој имаше интерес во минатото, Македонија да не стане членка на НАТО? Тоа беше Русија и се бореше. Мислам, страшно многу вложија тоа да не се случи. Кој има интерес Македонија да не стане земја членка на Европската унија? Русија исто. Добро. Источните земји. Дури да знаете што е најинтересно и најтрагично во целата ова работа. Само да објаснам. Ќе ве замолам нешто да завршам до крај бар. Имаше сериозни индикации во минатото дека одредени политички структури што денеска се дел од владата беа под директно спонзорство од Иран. Сериозни индикации. На кои структури мислите? Сега кога веќе отварате теми? Па еве без алтернатива тие структури што излегоа, тие беа под директно спонзорство од Иран. Тоа беше со сериозни индикации дека така се случува. Мислам, не беше било само Русија, дури и многу други источни држави беа така заинтересирани за целиот регион да остане надвор од НАТО, надвор од Европската унија. И тоа се вложија многу политички, финансиски средства и све друго што можело да се вложи. И сега доаѓаме во ситуација да анализираме кога некој
мислам, не сака да се случи тоа, а некој друг му помага, каде ја носи водата? Ние претпоставуваме дека ВМРО ДПМН и дури несвесно и сега, апсолутно не сакам да поверувам дека со намера се случува, тапкаме на место со европските интеграции. Мора да седнеме, да го решиме овој проблем, за да обезбедиме некоја иднина на нашите деца, оти ќе ни бегаат сите. Вака, две-три работи да кажам. Прво, повторно ќе ве погледам како човек. Кога вие ќе бидете спремен да се откажете од работите за кои што мене ме терате да се откажам, тогаш ама не те терам јас, како јас се терам. Јас да се докажам. Не може така да се изразувате. Не, да се докажам. Како јас ве терам, или дуи ве терам. Цело време е прашање. Името, идентитетот, знамето, како не е точно. Како не е точно? Гласавте за Преспа, како партија? Па и ВМРО да не е дел гласавте за Преспа. Гласавте ли за Преспа? Па и вие гласавте. Ама видете, дали сакате вие јас да одлучувам како македонец за вашите прашања? И да сакате не може. Да, за знамето. Па не дали сакам, вие одлучувате. Како одлучува? Па одлучувате, еве во момент. Не може, собранието не може да донесе одлука без Бадинтерово мнозинство за културни идентитетски прашања на албанците, а вие францускиот предлог го поминавте со малцинство од македонците во собрание. Извинете, пак ќе ви кажам. Кога ќе бидете вие спремен да се откажете од вашата историја, јазик и национални символи, сега зборам со вас како човек. И 3 пати ви реков, ама сега остајте ме вие мене. Сега вие не ме оставате. Кога вие ќе бидете спремни за вашите прашања така настапувате, убедувајте ме за мене. А приказките за Русија, за Кина, за Иран, чујајте ги за се, зашто ако почнеме да отвараме такви приказки, видите, у време на Југославија јавна тајна е дека поголем број од соработници на српската служба во Македонија не беа македонците. И сега јас треба да кажам дека еве во ДУИ да не има случајно некакви соработници со српската служба и да фрлам со српски и да фрлам пердови во просторијата тука и да ги бркаме, сега да ги ловиме. Сега извинете, но така настапува. Не може така. Да се обвини ДУИ дека ги правеле тие измени, тоа нема елементарна логика. Нема елементарна логика, ние никогаш не сме имале повеќе од 15-20 пратеници. Да, ама сте ги имале клучните 15-20 пратеници и сте кокетирале, односно сте играле со позиционирањето помеѓу двете македонски партии. Секогаш така било во последниот период, кажав и преска, тој процес на, мислам, тоа пропаганда, не демонизирање на ДУИ, као да све ДУИ. ДУИ од долги години беше со ВМРО ДПМН на власт. Да, и тоа е уште повеќе разочарувачки, сме седеле заедно, сме ручеле, сме пиеле кафе и така натака, и на крај да знам дека луѓе од ДУИ, со кои што 10 години сум соработувал, ќе гласаат за македонскиот народ да има два засебни поделени идентитети. Значи јас тоа е пак исто, као да ве терам вие и албанците од Косово да потпишете дека сте различен народ. Во интерес на времето, како мислите дека сега ќе го решиме тоа прашање? Тоа сериозно, никој нема да може да прими за разговор во македонскиот дел. Ама како мислите, мислам, се кажавте, ние не сакаме да одлучиме за тоа, сега кажувате дека ние сепак треба да одлучиме да ве примиме, кој треба да не прими. Ние сме представници на албанскиот народ во Македонија. За разговор. Видете, македонскиот народ е навреден до тие одлуки кои што беа донесени, во кои што вие имавте значајна или најголема улога. Тоа сакам да го кажам. Не е така. Така е. Не е така. Добро, нека цени јавноста. Известувачот Вајц пред некој ден за БГНЕС, ми се чини, или за некој од медиумите во Бугарија, кажа дека уставните измени не се предмет на преговори, што значи дека Македонија по дефолт мора да ги спроведе. Како ќе одиме сега, како ќе го решаваме овој проблем, бидејќи тоа е нели условот за почеток. Не имаме условен почеток на преговори, тоа беше резултатот од изгласувањето, бидејќи тогаш ДУИ може би има одговорност, не се сеќавам во тоа време најголем дел од ДУИ велеа готово и па и владата велеше ќе имаме повеќе, ќе имаме мнозинство двотретинско, еве сега по нова година, па во јануари, па во февруари, на крајот се види дека нема двотретинско мнозинство и тоа не помина како сега еве ова прашање. Па еве сега има двотретинско мнозинство, неколку закони помина, зошто не ги менуваат? Па затоа што беа против, претпоставувам во тоа време, мислам дека треба. Не, чекај сега вака. Сегашнава влада има двотретинско мнозинство. Нека ги сменат. Ако се толку штетни, ако
мислам, така се почувствува дека некој ги наметнал, нека се сменат. Може да ги сменат. Да се заблагодарат, да ги прекинат преговорите, според вас, друго нема мислам. Муаветот е за на друго место, не е на нивото на кој што сме тука. Тие работи едноставно. Ама немојте сега така со навреди, мислам. Не, ама сега извинете, ама не сме толку сега и ние вака инвалиди во главата за да ни правите муабет како на улица. Извинете. Значи тоа се превземени, вие сте превземале обврски во име на државата. Било какви постапки кои што државата ги превземала, би ги превземала без сериозна анализа и без правилно време во кое што треба да се превземат, може да направат далекосежни и 10 пати поголеми штети отколку штетите кога се донесени. Затоа немој да мислите дека никој во оваа држава не размислува за отфрлување на последиците. Има сериозни луѓе кои што размислуваат, но кога и како би се направило тоа, здравје Боже да бидеме живи во следните 10, 15, 20 години, може би ќе видиме и таков ден. Видете, што е проблемот во таа работа? Мислам дека тука сите фактори во Македонија горе-доле се на чиста позиција. Проблемот со прифаќањето на уставните измени како услов за почеток на преговорите во македонската јавност се гледа како ризик за понатамошни условувања и оценувања во процесот на зачленување во Европската унија. Врз база на што се црпи тоа искуство? Прво, врз база на тоа што ние со Грција имавме договор дека нема никогаш да не спречуваат за зачленување во мултилатерални органи. На времената спогодба, па тоа се прекрши. Тоа не се почитуваше. Второ, имаше пресуда на Меѓународниот суд на правдата, исто во полза на Македонија, и никој не ја почитуваше. Трето, имаше 150 држави кои што не признаа билатерално како Република Македонија, од кои што ние непотребно се откажавме и така натаму. Значи, Македонија има негативно искуство во овие меѓународни односи во позиција. Но и легитимно право, меѓутоа да се повикува дека сега ако некој друг не почитува меѓународно право, може нешто да се смени. Што е најголемата? Ние сме слаба и мала држава и треба да мериме кога и што би направиле. Јас никогаш не би се откажал од тоа, ме познавате долги години, знаете зошто го зборам тоа. Но не е се тоа. Но го знаете ставот на владата сега, велата ако се не може сега и да сака владата во овие 5-10 години, тоа не невозможни мисии се да не ставаме терет на никого и да не создаваме притиск. Значи, она што треба да се обезбеди во процесот на зачленување на ЕУ, а што недостасува во договорената рамка со претходната влада е известност во процесот. Тоа е тоа што мнозинството од македонскиот народ или политичките партии го бараат. Да, има известност во процесот. Ако се случат уставните измени, ние утре дента да не бидеме предмет на уцена за Илинденско востание, за, не знам, Прва светска војна и така натака. Видете, ние за жал, тука да не ме сватите погрешно, со подписот на господинот Бујар Османи го прифативме вториот протокол во разговорите со Бугарија. Во тој втор протокол се става една временска рамка во која што велиме дека до денот на полноправно членство, само да се докажа, до денот на полноправно членство во Европската унија, Историската комисија треба да ги ја охрабруваме да ги приврши разговорите. Тоа значи дека на Бугарија сме и дале веќе оружје со кое што таа може да вика, извинете, Историската комисија ги нема завршено работите. А зошто ги нема завршено работите? Затоа што не можеме да се договориме за Гоце Делчев, исто како што албанците и србите никогаш не би се договориле за Скендербек. Така, и не ни треба да се договорат. Секој треба да си го чувствува тоа како мисли дека треба да чувствува. Но во овој случај ние сме дале веќе за жал оружје на Бугарија да ни вели Илинденското востание. Нема да го викате Илинденско, ќе го викате ние како што го викаме Илинденско преображенско востание. Ќе викате дека ВМРО е организација од сосема друг карактер од тоа вие што славите. Ќе викате дека вашите Ѓорѓија Пулевски, Димитрија Попѓорѓиев Беровски, Дедо Илјо Малешевски, револуционери уште во средина на 19 век, дека се од друг производ, дека не кажувале дека македонскиот народ е засебен и така натака и така натака. Се плашиме врз база на искуството на соседите во тие односи, дека ќе биде и да се случат уставните измени, дека тие нема да донесат ништо. Добре. Затоа позицијата е се бара известност. Да видиме ако се донесат тие
тие измени дека стварно ќе станеме членка на Европската унија. Затоа беа и многуте идеи кои што ги беа ставени на маса да бидат уставните измени на крај на процесот или да има обврска другата страна, да нема дополнителни услови и така натака. Сега не претендирам дека јас имаме некој решение вака одма и не инсистирам ни вие да го имате. Тоа ти не знам, мислам дали може да зборите во име на ВМРО да помоне или на владата. Не, зборам во свое име како човек, не зборам. Со доволно искуство имаме во животот. Што е алтернатива? Еве 2 години ниту еден исчекор не се направи напред. Јас сум одговорил на тоа прашање, искрено да бидам. Што е алтернативата на тоа? Сум одговорил на тоа прашање пред неколку недели. Само да завршам. Сега ние целиот овој процес го правиме као Европска унија да не моли ние да влеземе во као да сме центарот на светот и сите треба да идат тука и да не молат. Не е така. Целиот процес на преговори е условување. Тоа е цело условување. Не може да се каже да немаме друг услов. Све е условување. Дали тоа ќе биде во таква политичка, во историска конотација, све е решливо. Не може ние да им кажеме посебно ако се однесува за комшијата. Не можеме да им кажеме на Европската унија, ама дајте сега гаранции дека за ништо нема да не условите или за тоа е цел процес на условување. Не можеме да тапкаме на место. Но дали во оваа геополитичка реалност треба да се брза до тоа? Добро, можеби се плашам дека ќе не услова. Ама не е решение да се плашиш и да седиш на место, мора да се придвижат процесите напред. Мислам, не можеме да тапкаме на место заради некои предрасуди, мислам, некои Не се предрасуди, се екзистенцијални прашања за општина македонската нација. Ама не, за предрасуди во смисла на условување зборев. Екзистенцијални прашања за општина македонската нација. Кога ќе дојде условување нема да ги прифаќаме. Релативизирањето. Еве сега сме под услов. Еве сега не ги прифаќаме. Еве готово. И сега еве конкретно ги користам вашите зборови, еве не ги прифаќаме. Па еве конкретно да дојдеме ова што не го прифаќаме. Што менува, што ќе биде ова проблемот кога бугарите ќе бидат дел од уставот. Што ќе губиме ние како држава од тоа? Најконкретно да разговараме на тема. Дури напротив. Ајде малце на интелектуално ниво да кренеме дебатава, да не биде политика. Интелектуално се. Што би сметало Конгресот во Битола за албанскиот јазик да го прогласиме како иницијатива на младотурците? Ако тоа е пречка за напредокот на општеството, не би било никаков проблем. Не би било навреда за албанците, релативизирам. Јас влегувам ризично во ова што го кажувам за да граѓаните албанци ме разберат. Сосема друг мајндсет на сваќање на овие работи. Добро, вие сте малци поголем народ, не сте оспорувани во историјата, ние сме оспорувани во последните 150 години. Сме имале секогаш и имаме апсолутно, мислам, секогаш сме биле на иста линија со македонските интереси. Ако живееме во иста куќа. Апсолутно е така. Ако живееме во иста куќа, треба прво меѓу нас да се разбере. И треба да имаме подадена рака. Кога ќе ви кажеме нешто, луѓе, не го чепкајте ова, наше е, ве молиме, нас многу ни значи, немојте да одите во Софија и во Атина да преговарате зад нашиот грб. Тоа е многу лошо. Пошто утре треба на иста маса да седнеме и од истиот ручек. Ама не е точно дека некој отишол таму и преговарал. Не е точно, па тука е проблемот. Правам асоциации. Па сигурно тука ви е грешката, затоа претпоставките ви се погрешни. Може би треба малку поотворено да разговараат меѓу себе партиите, па да видат не е само ова партиска дискусија, ова е и општествена, и цивилизацијска, и интелектуална дебата. Имаме уште помалку 10 минути до крајот на емисијата. Јас би сакала малку денес кога беше кажано дека судијата Ненад Савески ќе биде предложен од страна на Блата за нов државен обвинител, па претпоставувам дека сега ваше мислење ќе имате околу тоа како ќе функционира на обвинителскиот систем во следниот период. И јас сам онаку со тука би сакала да ве прашам за Артан Груби кој неодамна по 14 месеци мислам се врати во земјава. Слушнавме тогаш да само вели дека е договор на ВМРО ДПМН со ДУИ. Дали е тоа така, господин? Не е така. Нема што друго да коментирам, мислам, ние ја поздравуваме враќањето, тој треба да се соочи со правниот систем од државата, или тој треба да ја покаже невиноста, или
обвинителството треба да докаже вината сега. Тука да не се апсолутно секој невин дојка со тоа не го докаже. Конкретно за прашањето за новиот државен обвинител, мислам да не е прејудицираме. Кратко сега го видов пред да влеземе во студиото си, то изгледаше убаво. Мислам да не правиме некои погрешни проценки, да се чека не повеќе од тоа, него во смисла на тоа како не е избран, во смисла на тоа како очекувате дека ќе продолжи работата на обвинителството, во таа смисла не е проблемот така во, да речеме, во имињата на луѓе, проблемот е во системот, што сами го создадовме и тоа погрешно. Сега ако го гледате нашиот правен систем, тој е копиран од словенечкиот систем. Но има голема разлика на функционалноста на тој систем во Словенија и кај нас, да речем. Исто и таму се избира, мислам, по предлог на влада. Што не можеме ние? Па еве најконкретно. Мислам, според сите проценки, според сите анализи, ние треба да одвоиме околу 0,8% од брутодомашниот производ за судството. И тоа ќе го реши проблемот? Тоа е околу 0,3% кај нас, за разлика од Словенија, каде што е 0,8%. Во Словенија, например, за околу 100.000 жители имате околу 41 судија. Кај нас имаме 22. Во Хрватска има 43. Значи, дупло помалку од тоа што го имаат тие поразвиени земји дел од Европската Унија. Но најголемиот проблем беше во тоа што се изгуби довербата во правниот систем во државата. Тие финанси зголемени, вистина, да, постојано и во изминатите години често се велеше дека треба да бидат независни во однос на средствата. Меѓутоа, не знам сега дали тоа беше причина за да не функционира во некои сегменти правосудството. Видовме и случаи, сега многу лошо изгледаше тоа со еден судија каде што му најдоа, не знам колку беа, 350.000 евра во задзидани и така натаму. Многу корупција меѓу делителите на правдата. Дали очекувате конечно во таа смисла да се смени? Да, во ред како и средствата. Знаете што, две работи придонесоа за нагло намалување на довербата кај правниот систем. Прво, тие прислушкувани разговори што беа објавени 2015 година, 16 кога беше, кога многу јавноста слушна лоши работи со тие тефтерчиња, па после најстрашното беше со специјалното јавно обвинителство. Целата македонска јавност имаше големи очекувања од тоа специјално јавно обвинителство дека еве еден ден ќе се стави ред во државата. И тоа се случи најтрагичното. Мислам, тоа јавно обвинителство навлезе во такви коруптивни дејности. И тука се изгуби довербата. Но и многу други фактори влијаат во тоа, но тие две елементи беа клучни, да речеме, за падот, големиот пад на довербата на граѓаните за имаше ли политички одлуки, бидејќи тоа во тоа време ВМРО ДПМН не велеше дека имаат политички прогон? Ама секогаш било така и секогаш мислам такви обвиненија имало од опозиција. Најбитното од новиот државен обвинител ќе биде да се докаже дека нема да биде во функција на владата, да се пресмета со опозицијата, туку ќе се мери неговата успешност, ќе се мери колку обвиненија ќе има за актуелната власт. Тоа е најбитно и тоа го гледа Европската Унија. Дали таквите институции се стават во функција, тоа треба апсолутно независно да биде. Се стават во функција на владеачките партии. Јас очекувам дека конечно ќе се стави ред во правниот систем, но сепак многу зависи од целокупната друга атмосфера во државата. Да речеме, не може на еден судија кој што прима 1000 евра плата да му дадеш 10 милиони евра предмет да одлучува и да не наседнува во некој корупција. Мислам, општеството не е корумпирано, некако духот на општеството е корумпирано. Јас очекувам дека конечно ние како општество ќе седнеме сите заедно да видиме што ни фали во државата, а ја мислам дека целото достоинство на државата зависи од економскиот раст. Ако сме јако економски, тогаш достоинствени ќе бидеме сите. Нема да ни треба ни европско. Ако ќе бидеме сите сиромашни, тогаш нема апсолутно никој да биде достоинствен во државата и тогаш ќе политизација, така. Апсолутно. Јас обратно мислам дека нашиот буџет е преголем, оптеретувањето спрема стопанството е преголемо, трошоците кои што дадат спрема државниот и јавниот сектор се преголеми.
Тие пари ги зимаме од земјоделците, тие пари ги зимаме од занаетчиите, тие пари ги зимаме од дуќанџиите, од малите фабрики и така натака, за да одржуваме систем во кој што суди зимаат по 120-150 пратеници, министри, администрација, одат, не одат на работа и така натака. Мислам дека треба да направиме сериозна општествен консензус. Не е тоа работа на една влада или на една политичка партија, нити може да го изнесе. Ние во принцип имаме и над 1200 институции во државата кои што се на буџет. 1200 директори, 1200 заменици директори, 1200 секретарки и слични мали институции. Денеска видов во 10 општини во Македонија има јавни предпријатија кои што имаат само по еден вработен директор. Ништо друго. По Липково јавно предпријатие, во некои други општини не би. Значи ние треба да видиме, окей, државата дели пари, ама од кај доаѓаат тие пари? Државата нема нити нафта, нити рудници, тие пари ги зима од данокот кој што го плаќаат 75-6% кои што работат во приватен сектор. Вие работите во приватен сектор, ја работам во приватен сектор, она работи во приватен сектор. Од 76% од луѓево ги зимаме даноците за да одржуваме администрацијата, чистотата и така натаму. Тоа е проблем. Дали сме задоволни со ефикасноста во секое поле? Не зборам само во судството. Дали сакам на друго ниво да наметна, дали сме задоволни од функционирање на државната администрација? Не сме задоволни. Дај да не трчаме по примерите на Словенија, која што и психолошки, и ментално, и цивилизацијски е сосема различно, во некои работи е подобра, во некои работи е полоша, да си ги видиме нашите стандарди и да си го испочитуваме нашиот приоритет. Да се соочиме со тоа дека имаме, за жал, за наши услови, имаме прескапа администрација и пребогата администрација. Да тргнеме од таму, да им го кажеме тоа и на судиите, и на вработените во полиција, и на вработените било каде во одбрана и било каде, па после да најдеме начин да ги решаваме проблеми. Ова не се објаснува лесно, дури 5 сати да разговараме не би било доволно, мислам да се некако се анализира целата ситуација. Ние како општество треба да седнеме и да направиме све за економски да зајакне државата. И тоа треба да се види судскиот систем, тоа треба да се види образовниот систем, да се прилагоди во пазарот на трудот, и да ги растеретиме граѓаните премногу политика, така? Само да завршам. И треба да има општествен национален консензус за ова. Кој ќе биде тоа, сите ќе бидеме достоинствени. За ова ДУИ ќе биде партнер со сите. За пропаганда, за филозофија, за национализми, ДУИ нема да биде во иднина партнер на ниту една политичка партија. ДУИ ќе биде посветена апсолутно на растот на бруто домашниот производ во државата, на подобрување на економската ситуација, на социјалната страна. Апсолутно ќе се фокусираме за развојот. Звучи како да сте научиле нешто. И тоа ќе го видите дека ќе биде една од главните теми во иднина во политичката сцена. Па да, може да им конкурирате и на СДСМ и на ДУИ, така? Дај Боже сите партии. Дај Боже сите партии своите зборови да ги преточат во дел. Видете го кај беше, да речеме, бруто домашниот производ 90-тите години. Видете го Бугарија кај беше 3 пати пониска од нашиот, Албанија 5 пати пониски од нашиот. Денеска Албанија има повисок бруто домашен производ по глава на жител. Да не речеме, да не споредуваме со Словенија која има 4 пати повисок бруто домашен производ. Од друга страна, па потрошувачката кочница, и ние имаме зголемено од 90-тите години 3 пати. Ние уште живееме во постсоцијалистички модел. Само прибршете ве, морам да. Ние имаме 3 пати зголемен бруто домашен производ по глава на жител, од друга страна имаме 11 пати зголемена потрошувачка кочница во 4-члено семејство. Еве ти го одговорот за сите социјални девијации, за сите колку регулатива имаме, колку институции имаме, колку вработени имаме во државниот сектор. Многу ми е драго што на крајот сепак така да парите се трошат некаде. Сепак на крајот се согласивте дека клучот е сепак во добрата економија и тоа ќе ги релаксира во секој случај. На запад никој не го интересира, никој председател, никој премиер. Не е така. На запад нема држава во која што излезеноста на избори е под 80%. Луѓето се свесни, одговорни. Кај нас не имавме 5-6 општини кои што не можеме да избереме. Дебата на луѓето кај нас знаете само тоа се зборува. Но се поодговорни заради ама затоа што се иселија, не дека не сакаат да излезат. Мислам од овие што живеат тука над 80 е излезност.
Ке ни треба уште една емисија, претпоставам ке прифатите во некоја следна прилика господин Реджепи и господин Димовски за дебата во Самовистина. Ви благодарам што бевте од емисијата. Почитувам, ви благодарам што не следевте. Пријатно.